Од 2006 година до сега изградени се 74 нови училишта, реконструирани 400 со вкупна инвестиција од над 50 милиони евра, изјави лидерот на ВМРО ДПМН при денешната посета во населбата Припорво Кисела Вода. Годинава планирано изградба на 4 нови и за нив веќе е завршен тендерот. Оваа година се гради нов објект за потребите на Вера Јоцик во Хиподром, Димитар Македонски во Аеродром, Кирил и Методи во Фалише општина Тетово и четвртиот објект во населеното место Визбегово. Во однос на реконструкцијата на училиштата планирано е да бидат опфатени 26 училишни објекти. Планот веќе се реализира, односно 3 училишта се завршени. Станува збор за основното училиште Маршал Тито во Муртино, Ибрахим Темо во Струга и Кирил и Методи во Велес. Значи, изградени се 74 нови училишта, реконструирани се над 400. Инвестирани се за сето тоа 50 милиони евра, односно повеќе од 50 милиони евра. Годинава планирани се 4 нови и за нив веќе е завршен тендерот. За 3 е завршен тендерот, потпишан е договор и во наредните денови или недели ќе започне градбата на 3 нови училишта, а за недела 2 од сега ќе се потпише и договор за четвртото училиште што е планирано за оваа година да се изгради ново. Исто така годинава во план се некаде веќе започнато, некаде во текот на летото, реконструкции на 26 училишта, темелни реконструкции. При посетата на општина Кисела Вода, надлежните истакнаа дека во тек се многу активности и реализација на проекти. Привршува градбата на патот кон Сопиште, а следниот месец ќе почне градбата од Сопиште до Говорлево. Завршени се 2 мултифункционални игралишта, од кои едното се наоѓа кај потрачното основно училиште Круме Кепески. Изградено е со финансиски средства во висина од 9 милиони денари од Агенцијата за млади и спорт и владата. Ова е едно од 268 спортски објекти кои досега се изградени и ставени во употреба, а за кои Агенцијата за млади и спорт има издвоено 43 милиони евра, истакна директорот Маријан Спасевски. Значи 71 игралишта до сега се завршени од вкупно 100. Во моментот 2 се во фаза на градба и некаде за уште 8 повеќе наменски игралишта имаме избрано изведува, чекаме одобрение за градење од општините. Се надевам дека ќе се реши целокупната политичка состојба, граничаниците ќе можат да продолжат да функционираат и да ги издадат одобренијата за градење. Значи 71 плюс 2 73 и уште 8 81. 81. Јас очекувам веќе и во следниот период доколку биде све како што треба да тендерираме нови, да добиеме одобрение за градење од страна на општините и годинава да ја завршиме некаде со 90. Спасевски изјави дека во моментот се работи на изградба на 16 спортски објекти, 2 спортски сали, 1 затворен пливачки базен, 6 тениски терени, 2 повеќе наменски игралишта во Крушево и Охрид, 3 нови спортски игралишта во Љубанци, Демир Хисар и Зелениково и 2 фитнес зони.